На, Кендал. Кутна, кутна. На. Вечерва јас и Кендал сме на ноќна прошетка. Моето куќе Кендал е најличното куќе на светот. Не да го фалам, ама најличен од сите. Ете, Кендал не поздрави Дејан ветеринарот. Дејан Марковски, специјален поздрав исто и до него. Ајде, Кендал, малку да прошетат. Куц. Ајде, Кендал, оди напред, јас сум по тебе. Шабараш таму, куци. Ајде, душни. Оп. Моето кученце ще се какат. Ајде да видиме, Кендал, како се какаш. Да види твоето батенце. Ама покри ко говното. Ете така, шлајфуј да ме го покриваш. Ништо не правиш и ти. Ништо не правиш, Кендал. Ништо не правиш, куци. Ајде, Кендал. Во овие тешки минусни температури. Опа, си најди, пријателче. Кендал. Ова е куќето од Чичко Стојче изгледа. Само не сум сигурен. Кендал си најде другарче. Еве го снимаме другарчето моментално. Но Кендал изгледа не му обрнува многу внимание. Синушка си мисли дека ќе најде некој глушец. Овде гледаме кожи, фрлени изгледа од некое прасе заклано. Мислам дека се од прасе, ама не сум сигурен. Може и да се и од крава, ама изгледа од прасе се. Кендал. На, Кендал. Кут. Иначе, ова ни е редовен ритуал. Јас и Кендал редовно си го шетам моето куќе во вечерните часови. Без разлика дали е минус, за него не представува никаков проблем. Тој има дебела кожа. Овчарско куќе. Смрзната е кожата, не покушувај да ја јадиш. Куци. И ова е некој добро лично куќе, нека е живо и здраво. Кендал, шо правиш, маре, смрзната е кожата, душо. Куци. Ајде, Кендал. Ајде, вамуна. Кендал, остави ја кожата дома, ќе ти дам лепче со чорба да јадиш. Ама тебе мевце ти се јадит. Не си ти крив, јас сум крив што не можам да ти овозможам. Само не е проблем. Може и мевце да ти дам, ќе најдам. Не е проблем. Ти го јадиш на резак, од многу го имаш мерак. Ајде, Кендал, остави ја кожата, батенци. Ајде, Кендал.